Инаку ја насловив како секој ден Великден. Сакате секој ден да биде Великден? Дали обично знаеме да кажеме во тоа народска изрека, опа не е секој ден Великден. Епа може да биде секој ден Великден, ако во суштина сватиме што е Великден. Како што нели во буката потенциравме, денеска, односно утре, поточно, така се паѓа, па во последно време така почесто мислам зависи. Иако едните на еден начин рачунаат, другите на друг начин рачунаат, ама ете некојаш им се поклопува да во иста седмица, значи во иста недела го слават Великден, така да, како што е Зоран кажа, денеска преку, колку беа 3,5 милиарди? 2,5 милиарди христијани. Значи, на земјата го слават овој секако радосен ден. Меѓутоа, кога велам дека секој ден може да биде Великден, може да биде и радосен, и благословен, и исполнет со мир и со победи. А да отвориме на ден Великден, односно, ден Великден, Јован 20 глава. Ке почнеме од тука. Јован 20 глава. Ке читаме од 11 стих, па некаде до 20. Јован 20, 11 до 20. А Марија стоеше надвор при гробот и плачеше пред празниот гроб. Значи недела наутро. Така додека плачеше, погледна во гробот и виде два ангела како седат во бели облики таму каде лежеше Исусовото тело, едниот кај главата, а другиот при нозете. Тие рекоа: жено, зошто плачеш? Им рече: го дигнале мојот Господ и не знам каде го положи. Не почнал овој ден многу радосно, ниту за Марија, ниту за други жени и за апостолите. Го дигнале, вели, мојот Господ и не знам каде го положи. Откако го рече тоа, се обзрна и го види Исуса како стои, но не знаеше дека е Исус. Исус и рече: жено, зошто плачеш? Повторно истото прашање. Кого го бараш? Мислики дека е градинарот, но рече: Господине, ако го изнесе ти, кажи ми каде го положи и јас ќе го земам. Колку овие стихови покажуваат каква била блискоста на Марија Магдалена со Исус. И по мртвото тело, така мислела, нели? Иако Исус веќе е станат, го бара и каже каде е ставено, јас ќе го земам. И целата уплакана. И Исус си рече: Марија. И таа веднаш го прекува. Таа се заврати му рече: Равуни, што значи учителе. Исус рече: не допираме, зашто уште не отидов горе при мојот татко, туку оди при моите браќа и рече им: кажи ми оваа радосна вест. Иако кој знае колку пати веќе им ја кажа пред Великден. Но ете, тоа е човечката природа. Дека се враќам при мојот татко и вашиот татко, при мојот Бог и вашиот Бог. Марија Магдалена дојде и им јави на учениците дека го видела Господа и дека тоа и рекол. А вечерта на истиот прв ден на седмицата, откако нели претходно им се јави на оние двајцата кои патуваа кон Емаус, каде што беа собрани учениците, беше затворена вратата поради страф од јудејци. Значи, плач, страф на денот Великден. Исус дојде, застана на среде и им рече: мир вам. Откако го рече тоа, им ги покажа рацете и ребрата, и учениците се зарадуваа кога го видоа Господа. Од страф, од плач, имаме радост, имаме мир, имаме спокојство, сигурност да се вратила кај учениците. Јас однеодамна гледав многу убав филм
каналот HBO, изненадува некој со такви филми наистина. А ако го фаќате каналот, може би некој ќе го репризираат, се вика Воскреснат. И е неверојатно добро направен, каде што главната улога е еден римски војник, кој што се наоѓа на овие сцени, каде тој ги гледа рацете, пробудените раце на воскреснатиот Исус. И некако сите можеме да се најдеме во тој римски војник и каква преобразба се случи во неговиот живот. Интересен, многу убав филм. Иако тој беше еден од главните кои што ја вршеше на истрага, повикувајќи ги учениците со притисоци и ово, она, значи, она познатата лага дека ја украдено Христовото тело, па сега каде е, па да го најдат, потрага и така натаму. И од таква една положба тој се најде следбеник Христов, значи почна да оди заедно, значи така убаво замислено, неверојатно добар филм, ако начекате, гледайте го. И интересно е што главната улога во филмот ја има оној глумец што го глуми Мартин Лутер во филмот Мартин Лутер. Ако се сеќавате, го сте гледале, мислите тој глумец. Сега малку подостарен нормално. И филмот е лански, значи до 2016 снимен. Многу добар филм. И што сега да кажам, и тој, иако тоа беше сцената една недела покасно, кога Тома во горната соба доаѓа и ги допира раните Христови, и тој тука од страна седи запрепастен целиот залепен до зидот и ги гледа раните. Гледа како Тома допира. Ги допира раните. Ние не сме го видели Христа никој во животот. Ние не сме ги видели раните негови. Меѓутоа, воскресението е наистина радост. Радостен ден, радостен чин. Што ќе беше ако Исус останеше во гробот? Не станеше. Таа е една голема разлика што има во однос на Буда и на останатите. Значи, неговиот гроб е празен. Тоа треба наистина да влее радост и ќе видиме сега понатаму што уште повеќе треба да не прави радост, да не прави спокојни, мирни, сигурни во нашиот Господ. Ево, утре ќе почнат Христос воскресе и возвраќаат вистина воскресе. Колку мина, видовме од Луката, коментиравме, колку мина веруваат наистина во тоа. Замислите се да кажете вистина воскресе. Па тоа не е само фраза, како што обично бива, нели, меѓу народот. Ете, така се вика и така викаме. Како што викаат за Божи Христос се роди. Добро, во тоа не знам, може и поголем број веруваат, ама Христос воскресе, вистина воскресе. А после не веруваат, после би се смеваат тамо на гробишта. Уште ми стои онаа слика, кога не знам на кој погреб беше, значи за први. Кога држав тамо говор и кога баш гробарите од страна се смешкаат. Па тоа ми даде уште додатна сила за да уште повеќе го повишим гласот. Заради таа сигурност која што христијанинот треба да ја има во воскресението. И наистина тоа исполнува со радост, но колку луѓе до денеска веруваат? Еве, да не го ги читаше, воден од истиот дух, но јас пак ќе прочитам дел од стиховите во прво послание до Коринќаните 15 глава. Што значи да веруваш и што значи да не веруваш во воскресението? Прво послание до Коринќаните 15 од 12 до 19. Но ако се проповеда дека Христос воскреснал од мртвите, како некој меѓу вас вела дека нема воскресение на мртвите? Ако нема воскресение на мртвите, тогаш ни Христос не воскреснал. И ако Христос не воскреснал, тогаш е празна нашата проповед. Џабе е се тоа. Џабе е и оваа проповед, и претходните, и сите наредни. Празна е и нашата, и вашата вера. При тоа се наоѓаме како лажни Божји сведоци дека сведочиме за Бога дека го воскреснал Христа, кога не го воскреснал. Ако навистина мртвите не воскреснуваат. Зошто ако мртвите не воскреснуваат, значи некако да се врти во круг, меѓутоа неколку пати Павле овде повторува. Да даде до знание дека нема смисла да не се верува во воскресението Христово. И тоа повлекува многу негативно, значи џабе е проповедта, џабе е верата. Напразна е. Зошто ако мртвите не воскреснуваат, ни Христос не воскреснал. А ако Христос не воскреснал, суетна е вашата вера. Вие сте уште во вашите гревови.
интересно нови изразки, вие малку подосна ќе ни се открие на некој начин. Што значи тоа? Уште во нашите гревови. Па без, само мала хинта да кажам, или како си без Христа, живиот Христос како застапник на небото. Како ние би го решиле проблемот со гревот, мислам, со купиштата гревови наши? Никако. Без застапник нема спасение. Не е доволно само тој што умре на крстот, туку требаше покрај гревот да го закова тамо на крстот, туку да ја победи и смртта. И жив да го имаме. Што велеше тамо Марија, да се подсетиме? Каде е мојот Господ? Каде го однесовте? Некојаш во нашите животи се однесуваме како неа. Како да го нема нашиот Господ, како да не е жив нашиот Господ. Како да не може да не чуе, мртов е. Се сеќавам на Кармел, на гората Кармел и однесувањето на народ, таму кој што го повикувале Вала. Па кога иде Исмаил и вели, викајте погласно, може би спие вашиот Бог, може би. Дали некојаш ние не се однесуваме така? Мора да веруваме дека Господ, нашиот Господ Исус, кој што е застапник на небото, е жив Господ кој што се гледа, се слуша, не е како оние кипови, не знам, божички кои што ги правеле. И како евреите во пустината, уште после самото давање на законот, односно пред Мојсей да го даде законот, оние 40 дена кога го нема, кога наговориле Арон да им направи теле, направи ни Бог кој што ќе оди пред нас и ќе не води. И каков е тој Бог кој што оди, ако не го носи? Нашиот Бог е жив. Тоа мора да го имаме в предвид. Мора да веруваме дека е воскреснат, дека е горе на небото. 18 стих вели, тогаш и оние кои умреле во Христа загинале. Че нема ништо без тоа Христос да е жив. Остануваме во гревовите и ако умреме така, во гревот, загинуваме. Крај е со нас. Нема никаква надеж. Ако само во овој живот се надеваме на Христа, ние сме најнесретните од сите луѓе. Забележувате, суетна е верата, џабе е нашата проповед, несретни сте, ако се надевате само во овој живот, останувате во вашите гревови, загинувате. Но кога се верува во живиот Христос, воскреснатиот, тоа носи радост, тоа носи мир, како што видовме уште во почетниот текст. Вајде сега да отвориме во Филипјаните, тука ни е централниот текст. Филипјаните 3 глава. Зборови на Павле, познати зборови, да се подсетиме пак. Филипјаните 3 глава, од 4 стих ги читам, иако централен и најважен е 10 стих. Филипјаните 3, од 4 до 11. Иако и јас можам да се доверам на тело, значи ако сега тука треба да се фалиме, јас Павле, можем и како да се фалиме. Ако некој друг мисли дека може да се надева на телото, тоа јас уште повеќе. Обрезан сум во 8-миот ден, од Израелев род сум, од Венијаминовото племе, евреин од евреите, по закон фарисеј, по ревност гонител на црквата, по правдата на законот бев безпрекорен. Многу што имал Павле да се фалим. Но тоа што ми беше некојаш придобивка, фалко да кажем, тоа го сметав за загуба пред Христа. На што се насочува сега Павле овде? Фела све, настрана, сето тоа, сите негови школи, верност, ревност и така натаму. Во суштина јас и сега сметам се за загуба заради преважното познавање на Христа Исуса, мојот Господ. Заради кого изгубив се и се сметам за отпад, за да го придобиам Христа. И да се најдам во Него, немајќи своја правда која доаѓа од законот, туку по правдата која доаѓа преку верата на Христа, правдата од Бога врз основа на верата. Сега 10 стих. За да го познавам Него, има една книга сутрински стихови Елен Вајт, кој што токму
овој наслов носи. Да го познавам Него. That may know Him. За да го познавам Него и силата на Неговото воскресение и учеството во Неговите страдања, станувајќи сличен на Него во Неговата смрт, и 11-тиот, да некако да достигнам до воскресението од мртвите. Павле трга с една страна и дава акцент на да го знам Исуса. Се друго е неважно од познавањето на Исуса Христа. Да бидам во Христа, тоа е негова желба. Да ја познавам силата на Неговото воскресение. И да имам учество во страдањето, што на некој начин е неизбежно за еден вистински Христов следбеник. Да го познаеш Христа. Што значи да го познаеш Христа? Што е Јован? Јован 17:3. Ова е вечен живот. Да го познаваш Господа Исуса Христа кога Тој го прати. Тоа е суштинското. Џабе е се друго. Сите тие церемонии во кои што учествувал и ревнувал Павле, но дали е гонел црквата, христијаните. И џабе е сето тоа. Тоа не ти го купува и кога си купува вечниот живот. Што значи да бидеш во Христа? Римјаните 8 глава. Како се тоа е поврзано, неверојатно. Римјаните 8, 1 и 2. И така сега нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса и одат не по телото, а по духот. Тој веќе кажа во стиховите во Филипјаните дека да бидеш во Христа е да бидеш оправдан со вера. Не според законот. Така мислел порано, и потоа сватил дека се е до Христа. И така сега нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса не одат по телото, а по духот. Зашто законот на духот, на животот во Христа Исуса ме ослободи од законот на гревот и смртта. Гревот и смртта секојаш одат заедно. Исус не може да застане во петокот и понатака ништо да не се случи. Гревот го решил, меѓутоа треба да се реши и смртта. Во Христа ти го имаш животот според законот на духот и си слободен од гревот и од смртта. Тоа е оно што Павле го посакува. Силата на воскресението. Ова може би така и требаше да е насловно темата, меѓутоа сепак некако ми се види поинтересно секој ден, велик ден. Силата на воскресението. Која е таа сила на Христовото воскресение? Што таа може да направи во нашите животи? Да се подсетиме само на сцените на тој ден, Матеј 28 глава. Значи, нели, Исус претходно го воскреснал Лазар. Не било нешто спектакуларно. Има и други воскресения, нели, во Стариот Завет. Ништо спектакуларно не се случило. Меѓутоа, кога воскреснал Христос, што се случило? 28 глава, Матеј 2, 3 и 4. И ете стана голем земјотрес. Зашто Господов ангел слезе од небото, пристапи и го одмести каменот и седна на него. Интересно беше во оној филм што го спомнам. Значи, вршеа истрага и ги гледаат тие као јажиња што имаше и печатот, што беше ставен, римскиот печат на каменот, на самиот камен, и спокинати јажињата, и викаат ова нити е сечено со нож, тоа што немало кој знае што. Ова како да се случила експлозија, така беше во филмот. Како од експлозија некој да се испокинали. Сила. И ете стана голем земјотрес, зашто Господ ангел слезе од небото, пристапи, го одмести каменот и седна на него, а лицето му светеше како молња, а неговата облека бела како снег. Од страв пред него стражарите трепереа и станаа како мртви, испопајаа. Во филмот ги обвинуваат дека се поднапиле, па не знаат, не видели ништо, не знаат што се случило и така натаму. Не бидете филмот. Меѓутоа видите ја силата на Христовото воскресение. Сакате ли да имате оваа сила за да сите ваши непријатели паѓаат пред вас? Нашите непријатели знаеме кои се ѓаволот, кревот, не мислам на луѓе. Не се од крв и месо. И да не идете само успеси во духовниот живот. Тоа е воскресението. Ако вие ја имате силата на воскресението, секој ден ќе биде велик ден, секој ден ќе имате радост, ќе имате мир,
Како Марија, како познала Христа, како учениците во горната соба, како двајцата ученици на патот кон Емаус, кои што после се влечкале, депримирани, денот недела, Христос мртов, нивниот цар, го нема. Меѓутоа, после тоа истото настојание на нас, за колку брзо го поминале. Радосни. Да. Меѓутоа, за да воскреснеш, што треба? Прво, за да воскресне Исус во неделата, што треба да се случи прво? Да не го читаше нешто така, со семето сега. Што треба семето за да роди? Да умре треба. Први треба да умре, да скапе во земјата, значи за да се јави воскресение или нов живот. Значи, Римјаните 6 глава, да видиме, да се подсетиме нови зборови. Ќе читам од први стих. Прекрасна е оваа глава, цела, 1 и 7 и целото послание на Римјаните. И така што ќе речеме? Да оставаме ли понатаму во гревот, да се умножи благодатта? Далеко од тоа. Ние кои умревме за гревот, како ќе живееме уште во него? Или зар не знаете дека сите ние кои што сме крстени во Исуса Христа, крстени сме во неговата смрт? И така преку крштевањето во смртта, погребани сме заедно со него. Така како што Христос воскресна од мртвите преку славата на Таткото, видите зашто било силно, зашто е таа силна неговото воскресение, воскресна преку славата на Таткото. Славата ги испобудала сите тие стражари, не можеле да се задржат пред неа. Така и ние да одиме во нов живот, зашто ако сме соединети со него во смртта слична на неговата, ќе бидеме и во воскресението слично на неговото. Силата на неговото воскресение, за да се искуси, да се види колко е добър Господ на него, што коментира. Трябва најнапред да умреме за нашите гревови. Тоа го знаеме. Нашиот стар човек е распнат заедно со него, за да биде унищено делото на гревот, па да не му робуваме веќе на гревот, зашто тој кој умрел е оправдан од гревот. А ако умревме со Христа, веруваме дека ќе живееме со него, зашто знаеме дека Христос кој воскресна од мртвите веќе не умира. Смртта нема веќе власт над него. Колку се јаки овие зборови. Се сеќавате, пресветен момент во мојот живот беше кога почина мајка, ако се сеќавате кога го кажав физкулт, кога се нараѓав назад. И прашањето, има ли решение за смртта? Мора да има. Зарем била и веќе не е, или мајка ми, или било брат, сестра, ваша мајка, татко и така натаму. Што биле овде? Кој воскресна од мртвите веќе не умира, смртта веќе нема власт над него, нема власт ни над оној, како што и вели на Марта при пред воскресението на Лазар, што вели, јас сум воскресение и живот. Кој верува во мене и да умре, пак ќе живее? На крајот на крштото, од која смрт воскресна Исус? Па ова е ништо оваа природна смрт со кој што умираме, сите треба да умреме. Втората смрт нема власт, никаква смрт. Не можеше ништо да го задржи во гробот. Која е сила е тоа? Зошто ако умрел за гревот еднаш за секојаш, а што живее за Бога. Така и вие сметете се себе си мртви за гревот, но живи за Бога во Исуса Христа, нашиот Господ. Многу убави стихови. Ајде сега пак во 8 глава Римјаните. И послушайте ги овие зборови од 9 до 11. 8 од 9 до 11. Но вие не сте во телото, или претходно прочитавме погоре први и втори стих, Павле кажуваше што значи да се биде во Христа. Едно од неговите жели, да бидам во Него. Да не одиш по телото, туку да одиш по духот. И на тој начин законот на духот на животот во Христа Исуса не ослободува, значи не ослободува од гревот и смртта. Е сега 9 стих. Но вие не сте во телото, туку во духот. Ако Божиот дух навистина живее во нас, во вас, но ако некој го нема Христојот дух, не е негов. А ако е Христос во вас, тогаш телото е мртво заради гревот, а духот е жив заради правдата.
Ако навистина во вас живее духот на оној кој го воскресна Исус од мртвите, оној кој го воскресна Христа ќе ги оживи и вашите смртни тела преку својот дух кој живее во вас. Без оглед на тоа дали сме мртви духовно или дали може да ете така ќе биде Божја волја да умреме еден ден физички, тој исти дух кој што го воскресна, го дигна Исуса од мртвите со таа сила на заповед на Отецот, иако Исус самиот имаше сила да стане, ќе не воскресне и нас, ќе не покрене. Сетите се само на она пророштво со сувите коски во Езекијел беше тоа. Што Господ може да направи? Наистина, некој ќе рече, па, ајде да има нешто ете останато, нешто, па и од тоа не, абе не, и ништо да нема, па како слагаше Господ да каже? Од ништо. Екс нихил, да. Од ништо, со збор. Тоа е силата Божја. Но треба да имаме неговиот дух. Треба да сме во Христа. Тогаш ќе чувствуваме силата на воскресението, тогаш ќе имаме радост, мир и сите други што се наведени како плод на духот. Ајде да прочитаме второ послание до Коринќаните, 13 глава 4 и 5. Второ послание до Коринќаните, 13 глава 4 и 5. Зашто тој беше раснат по слабост, но живее од Божјата сила. Се мисли на Исуса. И ние исто сме слави во Него. Сите сме ние слави, мора да признаеме. Но ќе живееме со Него од Божјата сила меѓу вас, вели, и меѓу нас. Потоа вели во 5 стих, интересно, испитајте се себе си дали сте во верата, проверете се самите себе, или не се познавате себе си дека е Христос во вас. Значи, ние во Христос и Христос во нас. Тоа е идеално. Иако не сте потврдени. Но се надевам дека ќе познаете дека ние не сме непотврдени. Дали сме потврдени ние денеска? Драги браќи и сестри, да не се плашиме, ако може би и утре, не дај Боже, ето се случи да некој од нас отиде. Ако сме потврдени во верата, ако сме во Христа, Христос во нас, и имаме силата на воскресението, го имаме духот. Значи, без вера, да се навратам во онаа 15 глава, што го читаш и Дани во делове од нея, без вера во воскресението и без силата на неговото воскресение, ќе останеме во нашите грехови и нема надеж. Ќе загинеме. Но со помош на неговото воскресение, со силата на неговото воскресение, стануваме победници. Сите непријатели пред нас ќе паѓаат како покосени. Ќе имаме радост, ќе имаме мир, ќе имаме спокојство. Спокојство дека нашиот Бог е жив, дека е тука секојаш да ни помогне, не разбира во се, како што видовме од проповедта минатата сабота, затоа што го поминал тој пат. Во се може да не разбира. Значи, гревот победен, нема да губиме надеж, свесноста дека Господ е жив, радост, мир, непријателите треперат и бегаат од нас. Па тоа е секој ден велик ден, драги браќи и сестри. Секој ден радостен ден. Тоа е секој ден велик ден. Значи, може секој ден да биде велик ден, не во она смисла, како што знаеме да кажеме израз, што го спомнуваме народски. Може. Може затоа што Господ може. Ние сме слаби, што читам, меѓутоа Господ може да му се предадеме. И тоа е суштината и на Великден, и на Воскресението. Тоа е суштината. Нити јајца, нити ништо, сето тоа се само обреди, сето тоа се народски обичаи, кои што малку не се разликуваат од место до место. За жал, точно каже и сестра Сенета, народот не знае, но ние сме тие кои што треба да ни однесеме оваа радостна вест, радостната вест за Воскресението и дека Господ и гревот го решил и смртта. Повеќе нема да има смрт на новата земја. Амин.